Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Пост-ковид симптомите се јавуваат 12 недели по прележување на болеста и треба соодветно да се третираат. Промоција на кандидати за градоначалници и советници, отварање штабови средби со граѓани, продолжува изборната кампања. И во текот на вчерашниот ден полицијата санкционирала возачи кои ја пречекориле дозволената брзина на патиштата во Тетовско-гостиварскиот регион. Пост-ковид синдромот е се почеста појава кај многу пациенти кои што го прележале коронавирусот. Најчестите пост-ковид симптоми се јавуваат 12 недели по прележување на болеста и треба соодветно да се третираат, за да не дојде до дополнителни компликации по здравјето на пациентите. 12 недели по прележување на COVID-19, кај одредени возрастни групи се јавуваат пост-ковид симптоми. Овие симптоми најчесто се манифестираат во вид на кашлица, малаксаност, отежнато дишење и болка во градите. Покрај овие најчесто изразени пост-ковид симптоми, се јавува и нарушување на коагулацијата на крвните садови. Специјалистот по семејна медицина, доктор Светлана Трифуновска, нагласува дека пациентите кои што прележале COVID-19 една недела по прележување на болеста мора да бидат под лекарска контрола, за да се следи понатамушната здравствена состојба на ваквите пациенти. Се смета дека после 12-та недела, официјално по сите истражувања, дека после 12-та недела очекуваме такви пост-ковид манифестации. Пост-ковид манифестации можат најчесто да бидат кардиопулмонални, од типот на засегање, значи на срцето и на респираторниот тракт. Па имате некои кашлици, имате малаксалост, имате тешко дишење, стегање во градите, кај тие пациенти што мора да ги следиме. Потоа исто така се јавуваат симптоми специфични од типот на многу прв изразен симптом вие малаксаност. И потоа имаме губење на вкус, на мирис, исто така се јавува многу важен симптом, нарушување на коагулација на крвните садови, многу често страдат и тука најповеќе ги очекуваме проблемите, значи знаете вие. И апелирам да не се прават деди мери на своја рака, затоа што деди мерите си имаат свое значење, пациентите си ги тумачат на свој начин, докторите ние гледаме на свој начин. Имате изразито невролошки знаци, што има со засегање на невролошкиот систем, многу изразени, дури и смртни последици, така што е многу значајно. Недела дена после прележан COVID мора да бидат под контрола на доктор, да се следа дали има нешто, дали се случува некој специфичен симптом и мора да докажеме дека не е во корелација, не е поврзан со никоја друга болест. Пациентите пак со повеќе симптоми неколку месеци по прележан COVID мораат да одат кај специјалисти за да добијат соодветен третман за здравствените тегоби. Лечење зависно од тоа какви се симптомите. Ако се лесни симптомите се решаваат на примерно ниво, ако се малку специфични, секако дека многу често еве на пример за еден миокардитис мора да се направат и еко испитувања кардиолошки, ајде едно ЕКГ ќе направите секаде во примерна амбуланта, мора консултација со кардиолог, чисто споменав еден тип за да знаете дека тоа не е толку едноставно и лесно лечењето. Обично, за жал, се уште немаме доволно информации. За една година имате преку 100 и нешто илјади студии, значи изработено во светски рамки, зборувам официализирани студии, не било какви, и сигурно секој момент се повеќе, се уште не знаеме, се уште учиме, обично се оди на терапија на симптомите на болеста, се истражуваат причините како една таква вирусна инфекција довела до такви последици. Пост-ковид синдромот најчесто завршува по 6 месеци. Со исти тегоби што биле присутни за време на болеста, почесто и подолго се соочуваат оние пациенти кои поради компликации од вирусот завршиле во болница и биле третирани повеќе недели. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека е сузбиена организирана криминална група инволвирана во недозволена трговија со културни добра. Приведени 8 лица, од кои еден жител на Тетово.
На 30.9.2021 година, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во координација со СВР Битола и СВР Тетово, под раководство на надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, по повеќемесечно криминалистичко истражување спроведе координирана полициска акција, при што сузбиена е 8-члена организирана криминална група, која подолг временски период била инволвирана во вршење на кривични дела од областа на недозволена трговија со културни добра. Единицата за сериозен криминал и кривични дела против културно наследство при Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во текот на денешниот ден до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе поднесе кривична пријава против 71-годишниот КТ и 60-годишниот ДР од Битола за сторени кривични дела злосторничко здружување, присвојување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости, изнесување во странство на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости, прикривање и оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости, додека против ЗТ, НЛ, СК, ДП, ПМ, сите од Битола и БК од Тетово, за сторени кривични дела злосторничко здружување, присвојување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости, изнесување во странство на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости, прикривање и оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости од Кривичниот законник. При извршените претреси кај ДР се пронајдени 2 ловни пушки со патрони, а кај БК пиштол, поради што кривично се пријавени и за неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи од Кривичниот законник. Во периодот од мај 2020 година КТ и ДР со цел стекнување противправна имотна корист, присвојување и изнесување во странство на предмети што представуваат добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости, создале злосторничко здружение во кое како членови континуирано или повремено партиципирале останатите 6 приведени. Во своите Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од ДУИ Теута Арифи денес го посети Младинскиот културен центар кој се наоѓа во просториите на Старо радио Тетово. Катче за дружење, развивање на уметничките вештини и едукација. Во просториите на Старото радио Тетово се наоѓа Младински културен центар, кој денес го посети кандидатката за градоначалник на општина Тетово од ДУИ, Теута Арифи. Таа објасни за каков проект станува збор и кое е значењето на постоењето на ваков центар за младите во Тетово. Тоа е еден заеднички проект со Младинската заедница, форумот која веќе работи во рамките на општината. Е проект кој доаѓа како резултат на дебатата, на дискусијата, на повеќе чинители во таа дискусија, форуми во заедница. Овој проект беше меѓу приоритарните проекти и е финансиран од страна на општина Тетово и поддршка на UNDP на вредност од 4.100.000 денари. Како што можете да видите, се работи за центар кој може да се користи од страна на младите за комуникација, пријавување, интернет услуги. Исто така го има и моментот за дружење, спорт како што е пинг-понг, гледање на филмови или проекција на филмови. И еден од многу важните делови е токму делот за музиката, каде што може да се направат и снимања на спотови, на песни од страна на талентирани млади луѓе. Арифи истакна дека приоритет за општината било руинираната зграда од Старо радио Тетово да се реконструира, а додаде и дека е значајно тоа што повторно оваа локација прераснува во место за активности за младите. Вчера вечер во Гостивар беше отворен штаб на форумот на млади на Алијанса за албанците. Пред присутните зборува актуелниот градоначалник и кандидат за нов мандат Арбен Таравари и носителот на листата Ваљбон Лимани.
Форумот на млади на Алијанса за албанците во Гостивар вчера вечер отвори свој штаб. На настанот присуствуваат членови, симпатизери и раководството на партијата. Актуелниот градоначалник и кандидат за нов мандат, Арбен Таравари, рече дека верува во младите и им порача да бидат активни во кампањата, но и смирени. Значи, главната порака од помладокот на Алијанса и Алтернатива е да бидат мирни, смирени, активни, меѓутоа и многу внимателни и со политичките противници, бидејќи на 17 октомври ние ќе славиме победа, на 18 октомври ќе продолжиме со животот, а на 17 октомври кога ќе победиме, ќе ги повикаме и нашите политички противници да слават заедно со нас. 3 младински центри, реновирани училишта, местото кај што интернатот за преспивање на учениците кои што доаѓаат од други градови, спортско-рекреативни центри, нови стадиони, центарот за аутизам, сето ова се работи кои што беа направени посебно за младите, центри за пешачење и за велосипеди. Тоа се одредени работи кои што успеавме за овие 4 години. За следните 4 години повторно продолжуваме со убави атрактивни проекти, освен за возрастите и за помладокот. На отворањето на штабот зборуваше и носителот на листата на Алијанса за албанците Алтернатива во Гостивар, Валбон Лимани. Младите го заслужуваат најдоброто и ние, и во новиот мандат што ќе го добиеме, ќе работиме да овозможиме што е можно повеќе за нив, рече тој. Ги отвораме вратите, победата му припаѓа на Гостивар. Сите сме еднакви, сите сме гостиварци. Порача од форумот на млади на Алијанса за албанците на отворањето на штабот. Демократската унија за интеграција вчера вечер во Гостивар одржа промоција на кандидатите за советници и за градоначалник на престојните локални избори. Задоволство ми е што на изборите излегуваме заедно со граѓанска иницијатива. Гостивар кој го сакам, Дуи, заедно со мене како кандидат, ќе ја направиме нашата општина најдобра во сите области. Истакна на синокешната промоција во Гостивар кандидатот за градоначалник од редовите на Демократската унија за интеграција Невзат Бејта. Të dashur miq, Gostivarin që e duam. Благодарен сум што на овие избори се кандидирам заедно со вас, граѓаните од иницијативата Гостивар кој го сакам. Заедно ги здружуваме силите за нашата општина. 50% од листата на советници на ДУИ се представници на иницијативата, граѓани кои се почитувани во заедницата, активисти на граѓански организации, нови и свежи лица и половината од нив се од женски пол. Им благодарам од срце што направија партнерство со ДУИ за Гостивар, град каков што го сакаме. Во својот говор, Бејта ги нагласи целите зацртани во нивната изборна програма за Гостивар. Miqët e mi të dashur, unë nuk mund të qëndroj anë. 4 години граѓаните се соочуваат со кучиња скитници, со загадување од русина, со казина на секој чекор во градот, со хаос во сообраќајот, со поддршката на централната власт. Ќе го решиме проблемот со кучињата скитници, а со депонијата русина ќе се менаџира според европски стандарди, да биде еколошки безбедна и да не се загадува. Со новиот закон за игри на среќа, кој ДУИ го предложи во собранието, ќе ги отстраниме казината од центарот на градот. Ќе го направиме Гостивар чист, модерен град на зеленилото и функционална инфраструктура, со нов мост кој ќе го среди сообраќајниот хаос. На промоцијата пред присутните свое обраќање имаше и носителот на советничката листа од ДУИ за Гостивар, Африм Аручи. Кандидатката за градоначалничка на Тетово од редовите на Интегра, Снежана Стојановска, на промоцијата на кандидатите за локалните избори презентираше за што ќе се залага доколку биде избрана за градоначалник на Тетово. Во состав на изборната кампања таа оствари средба со жители на Џепчиште. Не може во Тетово да нема улично осветлување во сите улици. Зошто? Заради тоа што ако си купиш сијалица, ќе ти стават плюс сијалица, тендерот не бил одобрен. Не може во Тетово кучињата, скитници да ги касаат луѓето, а ние нечујно да поминуваме. Не може во Тетово улиците и се она што сите заеднички треба да го направиме, посебно за сметот.
2003 година вешта жена се дигнавме во Тетово да кажеме дека доста со сметот. Знаете колку ни се придружија? 20 луѓе. Без граѓаните ништо. А вие, драги граѓани на Тетово, ако го заокружите бројот 20, јас седам позади сето ова што го кажувам. Ако баравте човек со сигурна визија како треба да изгледа Тетово, тоа сум јас. Ако баравте човек искрен пријател на сите, исто тоа сум јас. А ако баравте човек кој од секого поединец, дали е мал, голем, возрасен, бара одговорност, тоа сум јас, без разлика на која политичка партија припаѓа, без разлика на која националност припаѓа и без разлика дали е пријател или непријател. Нема мене, тебе, јас, ти. Сите ние заедно. Кандидатот за градоначелник на Тетово од движењето БЕСА Билјалка Самиев во гостување на утрински брифинг открива кои се решенијата од неговата изборна програма за долгогодишниот проблем на градот аерозагадувањето. Као движење БЕСА имаме као главен проблем детектирано и имаме решение и за ова. Тоа е комплексно прашање. Прво треба да се расчисти хаосот во сообраќајот за да може, значи, побрзо да има проток низ улиците и да нема загаденост нели на воздухот. Планираме да се среди еднаш за секогаш хаосот во градењето, во урбанизмот, затоа што тоа создава прешки во движењето на градот. Над 50% од проблемот со сообраќајот ќе се среди со отварање на тие булеварди. Исто така уличките по Тетово се сите, значи, неасфалтирани, има проблеми со дупки, тие све, значи, ветуваме дека првата година сите улички кои ќе се репарираат, ќе се асфалтираат, за да нема, нели, проблем во сообраќајот. Исто така тоа што е, нели, проекти на меѓународните институции во делот Светска банка, во делот на аерозагадувањето со, нели, на топлинските, нели, како се затоплуваат луѓето, да бидат тоа еколошки системи, не со дрва, не со ќумур што е досега. Значи сите овие работи предвидуваме да ги, нели, средиме и со помош на централната власт и со помош на проекти кои ќе ги реализираме со меѓународните организации. Пресконференција одржа од Демократската партија на албанците по средби со жители на тетовската населба Гамгам. Sot bash me kandidata për këshilltar dhe profesor Sadi Bexhetin. Денес, заедно со кандидатите за советници и кандидатот за градоначалник на Тетово Сади Беџети, сме во населбата Гамгам во Тетово. Како и вие, така и ние се прашуваме како е можно еден град под шара да нема вода за пиење. Тетово произведува вода 12 милиони кубни метри за една година, но граѓаните трошат само 3 милиони. Каде одат другите 9 милиони? Денеска сме дојдени да видиме во каква состојба се цевките, кои немаат никаква заштита. Како ќе го смениме ова е многу лесно. Гласајќи на 17 октомври за нашата листа за советници и нашиот кандидат за градоначалник Сади Беџети. Ви гарантираме дека граѓаните нема да се соочуваат со вакви проблеми. Ќе ги смениме сите водоводни цевки и ќе нема проблем со водата. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Денеска во 1 часот и 50 минути во СВР Тетово било пријавено дека е извршено оштетување на изборен рекламен материјал на политичка партија на неколку различни локации, од неколку лица кои се движеле со 2 патнички моторни возила со тетовски регистерски ознаки. Возилата биле сопрени од полициски службеници на СВР Тетово и било утврдено дека возилото Ауди го управувал 56-годишникот Тетово, а возилото Голф го управувал 34-годишникот Тетовско. Во возилата биле уште 2 лица. Во координација со јавен обвинител се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Денеска околу 8 часот и 15 минути во Тетовско камењане полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода две лица на 25 години и 53 години, затоа што при претрес во нивниот дом во ова село извршен со судска наредба била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 20 часот 36 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека претходно на улица Борис Кидрич во Тетово, поради поставен блокатор на патничко возило Шевролет Спарк со тетовски ознаки за неплатен надоместок, физички бил нападнат од 59 годишникот Желино. Случајот целосно е расчистен и против лицето ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 10 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 27 годишникот Гостивар, кој претходно во семејниот дом физички го нападнал неговиот 56 годишен татко. Се преземаат мерки и за расчистување и документирање на случајот. И во текот на вчерашниот ден полицијата санкционирала возачи кои ја пречекориле дозволената брзина на патиштата во Тетовско-Гостиварскиот регион. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 8 до 20 часот спроведена е акцијска контрола за брзина, во рамките на која биле откриени и санкционирани 17 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 8 во Тетовско и 9 во Гостиварско, од кои 2 биле за повеќе од 50 км на час. Покрај ова во Тетово санкционирани се и 6 пречекорувања на пропишаната брзина во населено место. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци, а во акцијата санкционирани биле и 18 други видови прекршоци. Сообраќајните контроли ќе продолжат и во наредниот период, а секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи кои се однесуваат на брзината и да придонесат за побезбедни патишта во полог. Ова дотолку повеќе што најголемиот број од сообраќајните несреќи и годинава на ова подрачје се причинети од неприлагодена брзина според условите на патот. Селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Благоја Милевски го објави списокот со повикани играчи. Во октомврискиот прозорец од квалификациите за светското првенство Македонија ќе игра против Лихтенштајн на гостински терени против Германија дома. Секако дека очекувам да репрезентативците бидат во далеко подобра форма и надпреварувачка и физичка, поготово што нели сите во моментов тие што ни беа дискутабилни нели со околу клубовите и ангажманот нивни се во тренажен и во надпреварувачки ритм. Сега, окей, секојаш е добро дојдено да имат и поголема минутажа, но сум во моментов задоволен од нивната форма и минутажа. Ќе видиме сето тоа како ќе се одрази на теренот. Во септемврискиот циклус беше тој период на некоја меѓу некои првенства не беа ни почнати, некои не беа најдени и адекватни клубови за нив, но сега би требало да биде далеко подобро. Што се однесува до првиот надпревар со Лихтенштајн, јас напомнав повеќе пати дека според мене не очекува можеби најтешкиот надпревар во овие квалификации. Лихтенштајн со својата форма, посебно на последните надпревари со Германија, Романија и Арменија, покажа дека не е тој Лихтенштајн од порано и се работи за една добро организирана екипа, добро организиран тим со тактичка дисциплина во играта на максимум и стварно тоа го покажа нели со Германија, каде што нели го загубија тој надпревар, но надпреварот беше решен скроз на крајот. Со Арменија на гости одигра 1-1 и тоа сето ни покажува дека не очекува исклучително тежок противник и исклучително тежок надпревар.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!